Искрено народот е на терен, тука се и екипи на Црвен крст и брзо се организираше општина Делчево. Они кои им е позната работата за гасење на пожар го прават она што го знаат. Пожарот е на ваква локација каде што е у горнина па долу во дол. Ние бевме долу и сега тука. Предходно бевме само долу, да. Ме подсетува на 2021, мислам, беше во Берово. Среќа сега малку е по-слабо, односно помала површина зазема пожар за среќа, не е за смеа, туку е онака. Има доброволци. Што знам. Од една небрежност може да произлезе голем проблем, веќе излегува информација во јавноста од запалена гума, кој што и како ќе прочите. Не можеме да тврдиме, ама... Тука има каменички екипи, да, и од други градови. Не се скире, не. Ајде. Апа искрено не приметивме дека и градоначалникот се вратил од одмор. Вали, како одмор, нема одмор. Да, секој мора да се 24 на готов, ама на пријава бев во костум. За среќа, случајно од свадба и го забележивме и го пријавивме заедно со Мавара. И сме тука уште од сам. Гледаме дека уште има многу чат, многу... Да бидам искрен, сериозен предизвик, дури посериозен од предизвикот што беше со невремето во Делчево. За среќа Делчево има многу пријатели, има многу раден народ и тука се собраа и самите повеќе од 300 луѓе кои што помогнаа да се среди нештото, како градоначалник и како председател на кризниот штаб пред се, кој што директно ръководеше денешната акција. Сакам да упатам искрени благодарности до пријателите на Делчево, Штип, Кочани, Виница, Песчево, Берово, Македонска Каменица, Евгелија, што со своите градоначалници, со своите доброволни противпожарни друштва и со своите противпожарни друштва дојдоа да ни помогнат за да го локализираме овој пожар. Секако неизмерна благодарност до Дирекција за заштита и спасување, директорот Стојан Чангелов, до Македонски шуми, до Центарот за управување со кризи, кој што ни издигнаа во пресвет и пуштија, како сами што видите, ер трактори, авиони. Видовме, да, 2-3 авиони кои малку помогнаа да се стабилизира. Помогнаа доста за да се стабилизира точно новој потек самата ситуација. И еден хеликоптер од МВР, секако благодарности до сите припадници на МВР, на гранична полиција, на Македонски шуми, на јавно комунално предпријатие Бреганци Делчево, на нашата противпожарна единица, на нашите просторни сили кои што веднаш на првиот повик дојдоа и помогнаа ова да се среди, секако волонтери, шумски работници, ловжи и така натаму. До каде е сега? Сите што има тука имоти ги интересира што во моментот? Значи сега како што може да видите, самиот пожар е локализиран, но ќе се остане тука да се дежура, за да истиот во текот на ноќта да не пламне повторно и сега се очекува уште една акција од страна на Дирекција за заштита и спасување со ер трактори кои што ќе моментално ги упативме во селото Панчевик, каде што има исто така настанал пожар од гром, да го санираат таму пожарот и ќе се вадат тука да направат уште една обиколка за да можеме и со сигурност да тврдиме дека овој пожар е за среќа локализиран. Јас се надам дека сето некој ќе се стабилизира и Па да, секогаш за ваквите проблеми стојат човечки фактори и нека да искористам приликата и на вас како медиум што сте тука присутни, да ме не направил, стварно една малечко внимание на поединецот може да предизвика сериозни материјални штети и не да божи човечки жртви. Навистина беше близко огнот до многу мали овде во селото Била, но благодарение на сите пожртвувани овде луѓе, сега успеавме да нема човечки жртви и да нема загрозени куќи во селото Била.
Благодарно се надеваме дека гледате на лице место и поштовни гледачи што се случува тука. Многу екипи, многу вработени во институции. Кои институции само не ве прашавме се на терен? Освен ТПП Делчево, гледавме Берово, Каменица. Тука се повеќе територијални противопожарни единици, како што спомнав, значи Штип, Кочани, Виница, Пекчево, Берово, Делчево, Македонска Каменица. Тука е Центар за проблеми со кризи, тука е Дирекција за заштита спасување, тука се волонтерите од Македонска Каменица, од Пекчево, од Евгелија, од Виница, од Кочани, од Штип. Тука е се Македонски шуми, јавно комунално предпријатие, Посторните сили на општина Делчево, кризниот штаб на општина Делчево, на Црвениот крст морам да ги пофалам. Идната медицинска помош која што навистина ни помогна, особено во справувањето со шумавме на струмање на проблеми, тежното дишење кај луѓе кои што гасеа пожар и една комплетна целина, една убава силна акција и за среќа, како што видите и самите пожар за сега е во мирување. Благодарам за оваа информација. Ние ќе доволиме дел од ова што се случува тука кај село Бигла. Гледате многу луѓе на терен, инволвирани, некои барат храна, пијалоци, во секи им биде обезбедено. Нешто и ние обезбедивме, ништо не коста, ништо не значат некои средства, не мора тоа јавно да кажам, меѓутоа луѓето се стварно на терен и колку повеќе од вас што го гледат ова видео ќе помогнат да им се донира на луѓето некоја храна, пијалок, толку подобро за самите нив, имаат повеќе енергија. Пожарот знае да се разбори во моментот, гледате каква е во оганот, мислам колку е страшно, само момент фали да не ме Боже се дојде до некоја лоша ситуација, мора да се влечеме, а луѓето гледате брза да помогнат да не дај Боже, не можеме да издржиме веќе, мора да бегаме. Еве, ова е оган кој не е предвидлив и мора да се делува и секој чезал некој учествува во тие акции. Затоа се вршат и подготовки за учество во такви акции, оние кои може тоа да го работат, има курсеви, оние кои не можат и нека не се ни нафаќаат искрено. Така да тоа е реалност. Се зголемува бројот на лица кои може да учествуват, меѓутоа пожарот е тука, работите кои се случуваат, односно кои се променуваат од момент во момент, на лице место ги гледат какви се. Ова искрено ми изгледа мене како на некој филм, ама кога гледаме филм е друго, а сега на лице место ни се плаче кога гледаме какво горат нашите шуми, лица со маски кои предонесуваат да ова се спаси, а ние некој од нас мора да го прикажеме тоа за да апелираме да дојдат повеќе граѓани да помогнат, а да не биде тоа само за лајкови на социјалните мрежи и слично. Не, и напротив. Така, тука долниот дел пред малку се смири, но овој погорен дел се извинувам, од града, од село Бигла гори и тука се целата, така да кажеме, хумана заедница од Делчево која се вклучува и се уште е тука на терен да помогне да се спасат шумите на Делчево, белите дробови на градот, кои се на територијата на целиот град, меѓутоа